Колешке Тренческа, како председавач, не знам дали го слушнавте во моментов. Мислам дека прва вие треба да реагирате. Кажа дека вчера во салава немало мажи. Почитувани колеги, толку е почита кон вас од вашиот колега. Во мажите е храброста, колега Битичи? Нели ви е срам, колега Битичи? Ова ли се европски вредности, колега Битичи? Немало мажи. Не вртете глава, гледајте ме во очи и кажите што за вас значи маж. За мене знаете што значи маж? Некој што прв ќе се потпише на амандман, тука и да биде. Не сте повеќе вице-премиер па да гледате седници дома од телевизија. Овде ги заглавивте буквално вие вашите колеги како прво потпишан. Денес сте се подготвиле со некој не знам каков говор овде. Мислете некој ќе падне не знам во несвест од вашиот говор, за да само после 5 минути сами од себе се демантирате со она што го кажавте. Во 2 амандмани барате да се повлечат средства за спорт. И критикувате, велите, ние сме ги намалиле средствата за спорт. Па тогаш зашто ви уште повеќе предлагате да се намалат? Нели е тоа малку контрадикторно? И второ, нема да навлегувам ниту јас во овие теми, затоа што јас доаѓам од средина каде што јас сум малцинство. И можам мноштво на примери да ви дадам, каде што од публика се скандирало непристојно. Не само на националистички теми, се скандирало и против родители, против мајки, против мажи. Тотално промашена тема, но не само на трибините. И тука, колега, вие овде, она што го кажувавте, вие зборувавте за трибините и за навивачите. Тоа на многу поинаков начин се решава. И долгогодишно, со стратегија, со образование, со училишта. Така се решава. А спортот, ако го уништиме, тогаш која порака ја праќаме? Многу спортисти во многу екипни спортови има различни националности. Тие заедно играат, заедно сакаат да постигнат победа. Вие зборувавте овде за трибините. Сосема ја промашивте темата. Сакате да начнете националистички теми, тие теми не наидоа кај граѓаните ни на последниве избори. А од друга страна ни продавате увредности. Тотално контрадикторен и мислам дека повеќе од мене не заслужувате. По втор пат потврдивте, се демантирате еднаш со темата, зборувате за трибини, а не за спортисти. Втор пат, ако е точно, а не е точно, дека ние сме намалили инвестирање во спорт, тогаш вие предлагате уште помалку да се намалат средствата. Зборувате на телефон, предпоставувам на вистина. Благодарам за вниманието. Благодарам.